Добро вечер во топ тема на ваша страна. На само 4 дена пред референдумот, тука во студиото ќе се соочат министерот за надворешни работи Никола Димитров и подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добро вечер и на двајцата и добре дојдовте. Ќе ги отвориме сите дилеми вечерва околу договорот од Преспа, референдумот и евроинтеграцијата на Македонија или се она што е содржано практично и во референдумското прашање. За да овозможиме дебата, која и двајцата ќе имате еднаква можност да ги соочите вашите аргументи, се согласивме да дебатираме според правила. Секој излагање да трае најмногу 3 минути, а за реплика да имате по 1 минута. Ќе почнем од вас, Александар. Дали ги повикувате граѓаните на бојкот на референдумот? Сите слушнавме изјавата денеска и во вестите, цитирам, волјата е јасна, значаен дел од граѓаните се против договорот, најголем дел одлучува да останат дома и тоа е она што го очекуваме внедела. Очекувате да останат дома и да бојкотираат? Мислам дека е коректно изјави кои се пренесуваат, целија се пренесуваат. Може и да ја емитуваме. Па едно е да пренесете 22 секунди од изјава, а друго е да ја пренесете минута и 42 колку што трае, затоа што има контекст таа изјава. Имено вчера бевме во посета на населени места, во центар и во подошна тим беше и во Сопиште и секако имаше интерес од медиумите. Прашањето беше кои се вашите впечатоци и какво е расположението помеѓу народот, што е сосем различно од она што се пренесе. Но како и да е. Ставот на партијата е јасен, изграден, го соопштивме на почетокот на кампањата. Тоа ја сметаме дека се работи за едно надпартиско прашање, за прашање на кое што не треба да ги делиме граѓаните по однос на политичка определба. И затоа сметаме дека секој граѓанин на 30 септември самиот треба да одлучи што ќе прави на тој ден. Зошто очекувате да останат дома тогаш? Ние комуницираме со луѓето, сме во секојдневна комуникација и можам да ви кажам од она што е мој впечаток, а и впечаток на луѓето од партијата, низ секојдневната комуникација со народот. Отприлика изгледа вака. Еден помал дел се за, во етничките македонци скоро никој, затоа што директно таму е најголем ударот. И има еден силен дел кој што се против. Во овие кои што се против, логично би било да тие што се против се обидат да го искажат својот став. Но има едно силно движење за останување дома од најмалце две причини, а деновиве се надоврзува и трета. Првата е традиција е кога СДСМ организира избори да тие бидат нерегуларни и граѓаните се плашат од манипулација на овој референдум, односно се плашат дека ќе гласат на еден начин, а во записниците ќе излезат други бројки. Ние сепак не ми одговорувате зошто вие очекувате да останат дома. Па еве сега ви одговарам. Втората причина е затоа што со ова прашање на некој начин се чувствува загрозени македонците дека може да бидат надгласани. Во која смисла? Факт е дека договорот ги опфаќа сите, но факт е дека првенствено се однесува на етничките македонци. Како таков, македонците чувствуваат дека со сета почит кон останатите народи кои што живеат во државата, може да бидат надгласани затоа што нив не им е битно. Тие го читаат само првиот дел од прашањето, кој што вели дали сте за членство во НАТО и Европската унија, и затоа велиме дека прашањето е манипулативно. Затоа што вие кога правите такво манипулативно прашање, секој го чита само оној дел кој што му одговара. И третата работа, која што се наметнува овие денови, се почести изјави од највисоки представници на владата, почнувајќи со премиерот Заев, кои што на еден начин кажуваат дека не ги интересира каков ќе исходот од референдумот, затоа што институциите ќе после тоа си ја вршеле работата. Кога ќе ставите сите овие три на купче, се јавува еден силен порив кај граѓаните и ние можеме да го негираме тоа, но тоа е факт. Ако може за ова прашање. Мислам дека прво за една работа се согласувам и убаво е да почнеме со согласност. Се работи за надпартиско прашање. Историскиот момент е огромен и овој референдум има веројатно исто такво значење како што имаше првиот за независност, 8 септември 1991 година. Со се друго не се согласувам. Можеме ние да расправаме кој прави почесни избори, пофер избори, кој не, ама најбаво е да се викаме на трета страна. Изборите
што беа организирани локалните избори последни во мандатот на оваа влада, беа оценети многу позитивно од страна на ОПСЕ, меѓу другото и со формулација дека се враќа довербата во демократскиот процес. Тоа се избори што ги спроведе оваа влада. Мора да се има извесен морален кредибилитет за вакви тврдења. Ние 2015 година не е одамна, пред само 3 години е, и мене ми е уште свежо сеќавањето на министар за внатрешни работи кој што вели: овде ги примам ОПСЕ амбасадорите и викам се е во ред. До мене во канцеларија имам партиски штаб и кол центар за изборите. Има кривични постапки за повреда на избирачки права, за лажирање на избори и така натаму. После, во однос на прашањето на да се зборува за референдум од 2005 наваму, да се има во сите партиски програми, првото компромисно решение што двете држави го подпишале, да е на маса во 27 години и да се бега од одговорноста, да се бега од гласот на народот, бидејќи народот зборува преку гласање, е неверојатно неодговорно. И е бегство од одговорноста и е страф. Ајде да се преброиме кој мислиме дека е ова патот и дека сакаме Македонија да ни оди напред, кој мислиме дека ова не е патот. Дали гледате вие повик на бойкот во ова што го слушнавме од Од ова што го слушам бидејќи јас сум целосно во контакт со град. Вчера бев во 3 градови, бев во неколку села, 4 дена сум низ Македонија. Секаде каде што одам, ми кажуваат дека има агитација за бойкот од страна на органи, на функционери на опозицијската партија. Може ли малку поискрено, одговорноста е преголема и баш затоа што е надпартиско прашање, најотворено да се соочиме со и ова манипулативното прашање. И во политичка смисла, и во правна смисла, прашањето е многу издржано. Ако чекаме од 2008 да влеземе во НАТО, поминаа 10 години. Мислам дека сте при крај на 13 години кандидат Европска Унија. Заради прашањето на името, меѓу другото. Јасно е дека решението на админувањето на тој проблем ги отварат тие врати. Затоа и добивме покана за пристапни преговори за членство во НАТО. И правно, договорот не може да влезе ни во сила ако нема чекори од наша страна. Се надевам дека повеќе време ќе му посветиме на договорот. Имате реплика, Александар, на ова? Мислам дека сме јасни. Ќе се вратам на вас. Пред 2 дена излеговте во јавноста и на пресконференција во владата го објаснувавте договорот. Зошто сега? Зошто не го сторивте тоа порано? Сметате ли дека граѓаните точно знаат за што треба да гласаат? Па јас се раскостив од зборување за договорот и ќе продолжам тоа да го правам додека смеам, до четврток на полнок, додека не настапи молкот. Го правам тоа директно со граѓаните, од куќа, чукам на врата, трибини, во домови на култура, по општини, по градови, по села, по медиуми и меѓу другото и по социјални мрежи. Имав неколку изданија на Facebook. Првото беше многу детален осврт на нивните дилеми по договорот. Забележав известна категорија на луѓе кои што имаат уште дилеми во неколку места и сите заедно заклучивме дека е убаво повторно барем клучните елементи од договорот да бидат објаснети. Да, тоа. И тоа се случи, можам да ги повторам и овде, да искористиме и ова. Па мислам дека ќе имаме време да ги анализираме со оглед на тоа што Александар вие велите договорот од Преспа е штетен и дека представува капитулација. Кои делови од договорот според вас укажуваат дека е тој штетен? Мене ми е драго што ќе разговараме за договорот. Факт е дека владата во целата оваа кампања се обидува да зборува за се, освен за содржината на договорот. Само да внимаваме на времето ќе Да, апсолутно. И се наметнува тука и прашањето зошто го прави тоа. Да беше договорот така добар како што сакаат да го представат, веројатно ќе беше печатен
во стотици илјади копии ќе беше делено врата на врата, но не гледаме дека е така. За жал имаме една поразителна бројка дека само 3% од граѓаните го прочитале договорот и тоа ја доведува во ситуацијата во насока владата да манипулира со граѓаните, односно да го вади само она што на владата ја одговара. Во однос на содржината на договорот, јас го имам и оригиналот на англиски и преводот на македонски. За жал, преводот на македонски во одредени делови не соодветствува со оригиналот на англиски. Не знам дали е случајно или намерно направено тоа. Како и да е, има неколку спорни работи во целиот договор. Првата спорна работа е што ние со овој договор, кога велам ние, мислам на Република Македонија, се откажуваме од она што ни е веќе стекнато, а тоа е времената спогодба и пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг, каде што и министерот учествуваше. Понатака, најклучниот проблем, одам член по член, е делот на промена на Уставот. Односно, во членот 1 се дефинира дека Република Македонија треба да го промени Уставот со цел да има ново име кое што ќе се вика Република Северна Македонија, што е создавање на една нова држава, затоа што вие кога ќе промените устав на една држава, значи дека создавате нова држава, нешто кое што досега на ниеден премиер и министер не му било прифатливо. Значи, создаваме нова држава со нов институционален идентитет. Понатака, поврзано со членот 1, се уставните амандмани кои што треба да се случат во преамбулата на Уставот, понатака во членовите 3, 49, како и со еден член да се замени секаде каде што пишува Република Македонија, кој што владата не ги објавува и е несериозно што не ги објавува, затоа што граѓаните за 4 дена треба да гласаат, а не знаат како ќе изгледат уставните амандмани. Според наши сознанија, амандманите се веќе изработени. Изработени се од грчка страна, кај нас ги коригира само еден пензиониран професор по уставно право и е логично да е така, затоа што јас не можам да замислам ситуација каде грците ми подпишале договор во кој што клjuč се уставните амандмани, а не би ги имале пред себе уставните амандмани. Понатака ќе бидам брз, имам уште 30 секунди. Членот 7 по мене е исклучително проблематичен, иако владата се обидува да го прикаже како победа, затоа што на еден крајно недемократски начин, во договор со друга држава, ние дефинираме дека македонци и македонски јазик може да има само на територијата на оваа држава и веројатно ќе бидеме единствена држава која што нема ни еден свој човек надвор од границите, нити јазикот се зборува надвор од границите. И на крај уште 5 секунди, членот 8, кој што ќе е модус за вечно блокирање на Македонија во натамошно членство во ЕУ, затоа што ќе се формира комисија, која што комисија на секои 6 месеци ќе треба да прави ревизија на историја, археологија и така натака, нешто што на Балканот е приказна која што никогаш не завршува и секогаш кога на грчки премиер ќе му треба рейтинг плюс дома или на министар за надворешни, ќе блокира отварање на следно поглавје на Македонија за членство во ЕУ, што значи ова членство во ЕУ ќе стане приказна која никогаш не завршува. Повелете. Јас се надам исто ќе имам 3 минути. Да не биде... Да. Прво, не чув каде може еве ќе стане збор понатаму, ова е една лажна вест, дека преводот не одговара на англискиот текст. Ако се мисли на членот 1, каде што се зборува за nationality или државјанство, nationality е синоним со citizenship на англиски. Има случај во Меѓународниот суд на правдата од 55-та година, баш околу ова прашање. Има конвенција на Советот за на Европа за nationality, каде во член 1 вели nationality, без разлика на локалното значење во различни правни традиции, е правната врска меѓу граѓанинот и неговата држава. Тоа што терминот националност кај нас означува нешто друго, е наследство од поранешна Југославија, каде етничката припадност на народите на 6 југословенски републики ја нарекувавме националност, а етничката припадност на двете покрајини ја нарекувавме народност. И терминот nationality во македонскиот текст во спогодбата е преведен како државјанство, бидејќи се однесува токму на државјанство. Ако има некоја друга грешка во преводот, бујрум да чуеме. Тоа е лажна вест. Втора лажна вест. Владата не ги објавува амандманите, бидејќи амандманите не постојат. Значи, ова имаме некакви сознанија, повелете извор, да чуеме од кого, да ги видиме, и мене би ме интересирало, може би вие сте биле проиницијативни, па сте напишале сами амандмани. Јас
во неколку наврати и преку социјалните мрежи и на пресконференцијата во владата, одговарав на прашања и нема што тука да се крие. Се работи за 4 амандмани. Едниот ќе ги наведе прецизно одлуките на АСНОМ, конститутивните одлуки на АСНОМ во тоа време во создавањето во преамбулата. Во однос на членот 3 ќе има уште поголема гаранција дека границите се тука да останат. Не сакаме измени на границите, не верувам дека некој во Македонија сака измени на границите, сакаме да нема граници во смисла на идната европска иднина. Едниот е во однос на името Република Македонија во Република Северна Македонија. Тоа не е промена на името, бидејќи името ни е Македонија, тоа е прифаќање на географска додавка Северна, бидејќи македонскиот народ успел на ова парче од Македонија да си направи своја држава, заедно со сите други наши сограѓани, албанци, турци, срби, роми и власи. И задачата наша е оваа Македонија да си ја дигнеме. Факт е дека има Македонија и во Грција, факт е дека има Македонија и во Се прави Бугарија. дистинкција. И последното, членот 49, ќе се однесува грижата за припадниците на македонското национално малцинство во соседните земји. Прашање што веќе има еден уставен амандман од 92 година, инаку оваа теза менување на уставот значи нова држава, ние 32 амандмани имаме од независноста па наваму. Тоа значи дека ние имаме 32 Македонии од 91 во овие последниве 27 години. Таа грижа ќе се однесува на целата наша диаспора во целиот свет. При тоа има одредба во спогодбата која вели дека оваа спогодба не може да дерогира, да смени обврски на Македонија и на Грција по претходно преземени меѓународни конвенции, што вклучува и област на човекови права, што вклучува и област на малцински права. Мислам дека не одговоривте, иако помина времето, на ова што Александар вели дека сме се откажале од привремената спогодба, Хашката Привремената пресуда, спогодба се кажува во насловот што прави. Што значи времена спогодба? Дека е времена. Повелете, Александар. Реплика? Таа, Да. ајде, па јас ќе продолжам, ќе овде има. Да, бидејќи го И земавме кратко во една минута ќе целиот пробам на одговор. се да одговорам. Прво, ќе почнам од последното. Или кратко еве за преводот прво. Преку 80% од текстот не се одвестува на македонски и на англиски и сега мислам дека би било смешно да ние цитираме 80%. преку 80, се извинувам, преку 20%, 80% е преведен коректно, 20% не. Да трнеме се лингвистички едно по едно, мислам дека ќе убиеме дебатата. Добро, некоја Во нешто клучно. во однос што на ви- амандманите, многу поклучна работа. Јас не можам да замислам ситуација да Грција се согласи на договор во кој што клjuč се уставните амандмани, а да не ги знае како изгледаат. Еве теоретски се да заврши според она што го очекува власта, да помине референдумот, сите да гласаат за и да стигне до уставни амандмани. Што ако тие уставни амандмани не се допаѓаат на Грција? Тоа значи дека пропаѓа процесот, тоа значи дека процесот не продолжува. Пресериозна дипломатија имаат за да ги немаат на маса уставните амандмани. Во однос на уставните амандмани, да не манипулираме. Промена на име на држава е нова држава. Јас не реков промена на устав за други работи од типот колку трае притвор или од типот на работи поврзани со судски совет. Промена на име на држава е нова држава. И всушност и самиот министер бил еден од тие кои што често зборувал дека не треба се менува уставот, најнаш го смени ставот. Клучно во однос на диаспората, односно членот 49, да не се лажеме. Едно е диаспора, друго се национални малцинства. Национални малцинства е некој кој што е роден во таа држава, но има различна етничка припадност од мнозинскиот народ. А диаспора е некој да се iseli од оваа држава во друга. Едно е македонец во Германија, друго е македонец во Лерин. Македонец во Лерин е роден таму и нема алтернативна држава. Ние со ова се откажуваме од грижата за нив и со членот 7 дополнително стануваме единствена држава. Договорот со Само Бугарија имаше. Па може ми тоа да го така Времето некој- помине, ali ти мене ме прекинав. да направам поентата. Стануваме единствена држава која што се откажува дека има македонци надвор од државата во соседните држави и признаваме имплицитно дека сме вештачка држава и вештачка нација, вештачки создадена во овие граници. Исто толку време. Значи, има овде една грозна манипулација. Прво, ние можевме со овој став да си бидеме дома
Република Македонија, а надвор можеме да разговараме за друго име, можеби можевме да дојдеме до такво решение, ако имавме име за меѓународна потреба, например, без Македонија. Балканска република, да речем. Дали тоа се совпаѓа на позициите на кои што стои опозицијската партија? Јас сум во овој процес од 2003 година, 15 години. Секогаш, какво е името и како се идентитетските решенија, влијае на опфатот. Грција уште одамна инсистира на едно име за сите употреби. Малку побарав и најдов интервју на еден од поранешните премиери и претходен лидер на опозицијата, Груевски, кој што во декември 2009 на година и пол по неуспехот во Букурешт, на самитот во НАТО, кога Грција приговори, вели ригидни им се премногу ставовите, меѓу другото сакаат од географската одредница кон името да биде изведен и јазикот и идентитетските обележја. И Миленко, кој што треба да биде новинар, Неделковски, го прашува: новомакедонски јазик, северномакедонски јазик? Груевски вели да, тоа бараат. 2011 стенограм во собрание, дискусија негова, како премиер. Грција никогаш немала поригидни ставови, инсистираат на едно име за целосна употреба. Ноември 2017 година, уште нема една година од тогаш. И сега ќе прочитам интервју за Република. Вели: Грција не прифаќа да имаме договор кој би го поминале во нивниот парламент, во кој нашиот јазик би се напишал на англиски како македонски, односно Маседонија. Значи, заради неразбирањето, заради клоцањето, заради носењето на битката за нашиот идентитет 2400 години наназад, што почна прво со преименувањето на аеродромот Петровец во Александар Велики, декември 2006 година. Јас бев тогаш преговарач и кажав многу јасно дека тоа ќе ни наштети. Ова е пред поразот во Букурешт. Еве го резултатот. И еве го резултатот на носењето на битката, на градење мостови, на доверба, на убедување дека и Грција има интерес Македонија да биде успешна, пријателска, европска демократија, се граничиме во крајна линија, и дека не може да е на народ да му се оспорува правото на самоопределување и самоидентификација. Тоа што Мицотакис го критикува Ципрас овие денови. Како можевте да дозволите македонски ја? И јас би го прашал, дали во договорот е јасна ситуацијата со македонскиот јазик? Дали во член 1 официјалниот јазик е македонски јазик? Еве да почнеме така. Дали е државјанството македонско, коса црта, граѓани на Република Северна Македонија? Дали членот 7 вели, кога ќе се каже македонски во Македонија, тоа го опфаќа нашиот народ, македонски народ, нашата историја, нашето културно наследство, одликите на македонскиот народ? На тие три прашања би го замолил да одговори. Благодарам. Кој што гледате, јас се спремав, дојдов со поприлично хартија и затоа што ќе враќаме се изјави назад, јас сакам да вратам една, не на некој друг, туку лично на Димитров. Уставното име на нашата држава е последниот столб на државност. 2006 година. Македонската страна 2006 избегнува кога сте били официјален преговарач за името. Македонската страна избегнува да го користи терминот спор, затоа што не се работи за спор, туку за едностранно барање на Грција упатено до Македонија да промени уставното име, што е преседан во досегашната теорија и практика на меѓународно право. Кој ви е изборот? Јас лично. 2018 година. Не Како мислите да вие лично? Изворот кој ви е? Јас и се правен факултет, снимале дебата таму. Ама не оставам на други да ме спремат, сам белешка. Апсолутно, да. Медиум, значи. Ќе ви ја давам после. Правен факултет. Ќе ви ја давам после. Шкарич и професорката Петрушевска воделе дебата, на која што вие сте биле гости. Ќе ви ја давам после емисија. Добре. Но не мора да име 2006. Оваа 2018 година, вие лично, сите нас не убедувавте на почетокот на преговорите дека уставното име нема да се менува. Тоа е јануари, февруари, март оваа година, постојат десетици изјави каде што и вие, и премиерот Најдете ми моја изјава. Кажувавте дека уставното Најдете име... ми моја изјава. Да не ги правиме луѓето будали, Не, слушаја... па се повикувате на мои изјави, јас читав и ви кажав Добро, значи, треба кој е да- изворот, кој е
Најдете ми Значи, моја работите изјава. на кратка меморија дека не сте кажале оваа година дека нема се менува уставот. Јас имав цело време зборувам Да за завршам. цели. Ми влегувате во збор. Океј. Понатака, се до мај месец оваа година, официјална позиција и на владата, и на премиерот, и на министерот беше дека нема да се менува уставот. Наеднаш во мај месец дојдоа со Илинденска Македонија и кажаа дека уставот се менува само заради Илинденска Македонија и дека ако овој процес пропадне се враќаме на двојната формула. На крај што се случи? Пропадна Илинденска Македонија како предлог. Грците излегоа после лидерската средба и ви се заблагодарија што прв пат во Македонија има влада и премиер што се спремни да си го сменат уставот и после неколку недели дојде Северна. Значи, така успеа да ги насамкат, така успеа да ги навлечат, да прифати македонската страна промена на устав, а после тоа да дојде решението кое што одговара. И за жал ние имаме најлош договор во историјата на спорот со Грција, тоа е факт. Факт е дека Ние овој не сме договор имале предходен договор, бе луѓе, со што го споредувате? сме немале Како може да предходен- се каже најлош договор кога немало предходен? споредени сите предлози претходно. И ова, Предлози ова е или најлошото, договор? ова е најлошото кое што може да го имате. Може вие да ми се фаќате за збор до утре, не е проблем. Факт е дека овој договор вас ви тежи и факт е дека работа која што Ме ниеден интересира претходен само дали сте искрени, дали сте апсолутно, искрени, дали верувате во министер ова што го и зборувате. премиер претходен кој што не бил спремен да промени устав, вие сте прва екипа, вие и Заев, кои што сте спремни да промените устав и тоа ќе ви тежи до крајот на вашите политички кариери. Тоа е огромната разлика Не се помеѓу работи за овој процес политички кариери. и сите процеси и тоа е огромната разлика меѓу нас и вас. На една страна Сега ќе ви се кажам која е наредивте разликата меѓу една нас и цела вас. екипа која што 27 години ја влече државава назад, на друга Вие страна каде ние не бевте, сакаме да каде ја бевте поддржиме. вие? Кога бевте пратеник прв пат? Од 2006 година. Кога е тоа, знаете, пред 12 години. Добро, и? Вие сте нов во македонската политика? Па вие сте биле на далеку повисоки позиции од мене, ја никогаш не сум бил на позиција која што се однесувала на прашањето за името, за разлика од вас, кои што секогаш што биле на клучни за моите позиции. креденцијали, за може Да. исто тајминг. Мислам дека да се вратиме на времето. Одговорите и би сакала Значи- Александар да го прашам, бидејќи не одговори на Да. едно од прашањата. Повелете прво. Дали е македонски јазик во член 1 чиста ситуација? Дали е македонски народ по член 1 во врска со член 7 чиста ситуација? Дали е државјанството македонско коса црта граѓани на Северна Република Македонија, на Република Северна Македонија, пардон. И Тоа сакам беше кратко прашање. да одговорам Така во е. однос на јазикот. Ние овдека односно владата овдека се обидува да продаде на граѓаните продадена работа. Тоа што Груевски вели никогаш нема да го прифатат грците. Прво, Тоа Прво, македонски јазик како таков постои и пред овој договор и е како таков признат во Обединетите нации, пишува и у самиот договор од 1977 година во Тоа во рамки Грција на прв поранешна пат Југославија. беше соопштено откако беше подпишан овој договор. Претходно не сме го Ние слушнале. можеме да зборуваме што Јас сакаме за исто Грција, факт е дека македонски го јазик следам одамна. бил признат и претходно. Она што мене ме Дали е загрижува, во договорот? е ќе Грција. читам од договорот. Во договорот вели следно. Член 7, точка 4. Втората страна изјавува дека нејзиниот официјален јазик, македонскиот јазик, спаѓа во групата на јужнословенски јазици. Двете страни изјавуваат дека официјалниот јазик и останатите одлуки на втората страна не се поврзани со античката елинска цивилизација, историја, култура и наследство на северниот регион на првата страна. Ние сме единствена држава во Европа која што дозволува на соседна држава да им го дефинира јазикот. Постои договор меѓу Србија и Хрватска каде што дефинираат дека се јужнословенски јазици. Александар, постои било меѓу кој- други две земји постои- ваков договор? Не, сите Па знаеме тоа е дека абсурдот ова кој што прв пат. зборуваме. Ние прв Не пат. постоje- Точно, ја значи, погодите никој две поентата. земји Значи, во па светот ние не имаме го прв пат, преговарале за прв пат договор. имаме Да, уште влада која што е спремна да промени устав на својата држава. Вакво понижување е незапаметено во меѓународни односи. Така што е многу јасна работата. Зошто не е соочуван според вас македонскиот Вака се. идентитет? Може јас сега од ти цело време Затоа што очигледно во нема да членот добијам. 7 Само се нека, ако ограничува може да отвори, ќе исклучиво добиете дребина. на територијата на денешна Република Македонија, што прави една ситуација на потврда на тезите на сите оние кои што се негатори на Република Македонија, дека ова е вештачка нација и дека ова е вештачки Зошто создадена држава. македонски и македонски јазик според вас не е зачувување на македонскиот идентитет? Затоа што, повторувам, повтор пат, еве ќе кажам, во членот 7, тие се врзуваат за територија што е вештачка работа. Се Прочитајте врзуваат за го. територија која што е след на историски околности. Може ли да ве замолам? Кога ќе го поврзите за територија,
тоа значи дека вие признавате дека нема надвор од таа територија, што е дефиниција за вештачка држава. Понатака, она што Не за мене постои е дефиниција клучно, за вештачка држава. Кај ви е таа? она што е клучно Това е промената на уставното име. Значи Ке ви промена на одговарам за тоа. институционалниот идентитет. Повторувате. Односно, Прочитајте кога ние ми- ќе станеме Северна Македонија, завршува со делот на Да му значење на дозволиме ваква на Македонија министерот да и ви на одговори. користење на Да. термините. Член 1, став 3, во однос на јазикот, В. Може ли да пробаме заедно да го прочитаме, да видиме барем дали исто читаме? Официјалниот јазик на втората страна ќе биде македонски јазик. Првиот дел од реченицата и после има заплика. Како што е признаено и така натаму. Значи, можеме ли тоа барем да го прочитаме заедно? Официјалниот јазик на втората страна ќе биде македонски јазик. Под Б, државјанството ќе биде македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија, како што ќе биде заведено во сите патни документи. Член 7 во однос на идентитетските прашања, бидејќи овде вели Македонија и македонски го имаат значењето дадено во член 7. Член 7. Страните прифаќаат дека нивното разбирање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Кога ќе кажете Македонија и македонско кај нас, овие термини ја означуваат нашата територија, нашиот јазик, македонски јазик, нашиот народ, македонски народ, македонскиот народ и неговите одлики со нашата сопствена историја, култура и наследство. Барем на овие работи, бидејќи преголемо е прашањево, преважен е влогот, 27 години сме во ровот, прв пат имаме шанса да излеземе од него, важно е граѓаните да слушнат и од ваше уста. Може ли да ги прочитаме овие Ева истина? ка, Или... Не, пошто- не може, уште не сум завршил. Па се Имам уште прочувате, минут- морам да имам одговорам. уште Волете? минута и 30 Тоа секунди. читајте се, бе, добро. прочитајте. Мицотакис вели, никогаш ни една грчка влада, слично на ова што вие викате, никогаш ни една наша македонска влада, не прифатила на соседите чиста ситуација со македонскиот јазик и со македонската нација, односно чиста ситуација на идентитетските прашања. Ние се боревме за двојната формула. Дома да ни биде Република Македонија, да зборуваме за одредница што ќе се додаде, за да го замени ова што сега го имаме, оти надвор немаме Република За Македонија. меѓународно потпора. Надвор имаме ФИРОМ, односно поранешна или бивша Југословенска Република Македонија. Ниту тие, ниту ние на почетокот не тргнавме со овие позиции. Ако се сеќаваме, имаше позиција географската одредница да е споена, името да биде непреведливо, Слеано. и јазикот да биде вака како што Груевски вели, новомакедонски, северномакедонски и така натаму. И они порасна, и ние. Факт е дека нашата Македонија не е целиот историски регион Македонија. Факт е дека географската одредница северна нас не ни го менува идентитетот, бидејќи тоа јасно го пишува во спогодбата. Јазикот е напишан македонски. Кодовите се МК и МКД. Е сега малце за нивното наследство, бидејќи они Помина времето. место да ја водат, Да, место преминете да само кратко. Добро. Јас, за разлика од вас, ќе ви кажам точно ова кога сте го кажале. Ова сте го кажале на 7 декември 2010, значи пред неполни 8 години, во контекст на Скопје 2014. Подпредседателот на ДПМН вели, ние прв ВМРО пат... ДПМН. Тоа ќе видиме, не знам. Јас имам право како граѓанин, мислам дека тие 4 букви се на сите нас. Тие 4 букви значат идеали и храброст. Па јас знам дека вие сте дел од луѓето кои што се вашето залагаат за судско забранување вашето на бегање ВМРО од ДПМН. референдумот, За да си ја исперите совеста од минатото, кога наликува сте служеле на ВМРО место ДПМН. ВМРО Ама да тоа ќе ви тежи ставите на совеста. СРАМ. Можете да бидете срам ДПМН. Значи јас знам и кажав во една претходна сега ќе ме- дебата. ќе дозволите само ова ќе што прекинам го- затоа што ме навредивте. Не. Значи во една претходна дебата јас кажав и ја ќе повторам. Знаете што сте Мастер кажале пред планот 8 на години? СДСМ, Ние прв пат мастер градиме планот на македонски СДСМ идентитет. е Знаете да ли колку покрене- страшна да изјава? покрене судски Значи, спор. ова со времето И да го- беше идејата да да забрани воспоставиме една цивилизирана Не може да е и цивилизирана- сепак да разговараме не може за да е цивилизирана кога има- договорот. Јас И, досега бев- господине министре,
министре, цивилизиран, да, ако и може прибран, да се држите до она што е темата навреди нема да на... прифатам и нема да прифатам закани. Јас знам Какви закани? дека Димитров е дел од една екипа која што се обидува да покрене судски спор по завршувањето на референдумот со цел забранување на политичката партија Лажна ВМРО вест. ДПМН, како и на името ВМРО. И знаете зашто го прави тоа? Вие тоа За да сами го си- правите. За да се испере совеста од минатите години, кога беше на највисоки државни функции, баш во време на ВМРО ДПМН и владите на Николовски, Никола Груевски. се Во однос на член договоривме и 7. да зборуваме за договорот. Ако Да. мислите натаму вака да ја тераме Јас не дебатата, почнав мислам прв. дека граѓаните Значи, очекуваат договор. Прво Јас не кажав да дека довршиме, јас да не го кажав дека слушнаме името во на ред. СДСМ е срам СДСМ. Димитров кажа како Вие требало му да биде возвратите да името со на навреда ВМРО и ќе ДПМН ве замолам и тоа тука зборува за неговото ниво на култура, заврши на да кое го што јас нема да се задржиме спуштам. нивото на дебата. Ве молам. Па сега да одговорам за тоа што бе прашан, за член 7. Министре, прочитајте ја таму кај што запревте. Значи, Добро, дебатата е шест за да минута му е. можете да одговорите. Само цитат. Дебатата е во Нема можам да контекст на одговорам на Скопје прашањето. 2014 во Собранието на Република Македонија. Тогаш пратеник Николовски вели: ние прв пат градиме македонски идентитет. Запирка. Ние прв пат градиме обележје на македонската држава, запирка. Ние прв пат ги поставуваме символите кои треба да не обележат како држава, точка. Таа е реченица. Добро. Николовски. За и Скопје ова, 2014 дозволете, градиме идентитет. Да, во членот што го читавте и каде што рековте дека се создава нова држава, дека се откажуваме од минатото. Целиот проблем во овој член според вас е откажување од античкото. Ќе одговорам на со оглед сите, ова. на сите прашања беа многу. Прво, во однос на членот 7, една работа што ја прави цело време владата е да ги чита работите докај што ја одговараат. Се скока точка 2, вели, во однос на првата страна, Грција, овие термини ја означуваат не само областа и народот во северниот регион на првата страна, туку и нивните одлуки, како и елинската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион од антиката до денешен ден. Значи, вели, не само областа и народот во северниот регион на првата страна, се мисли на Егејска Македонија. Кога читате за Република Македонија, се вели во однос на втората страна, тоа е точка 3, овие термини ја означуваат нејзината територија. Значи, горе вели, не само областа и народот, а овде вели ја означува нејзината територија и тоа е клучната разлика. Со овој договор Димитров им дава право на грците да го имаат целото наследство од антика до денес и да ги користат термините македонски и Македонија, не само во денешна Северна Грција, односно Егејска Македонија, туку каде сакаат. А во случајот на Република Македонија, користењето на терминот македонски јазик и македонски народ се ограничува само овде. Тоа значи дека кога ќе излезете надвор од овие граници нема нити македонски И кај јазик, нив е, нити прочитате македонски народ, третата пак ме линија. прекинува, што е фалсификат, на историски фалсификат и понатака дава можност да се створи нов институционален идентитет затоа што во Германија ќе кажат северно македонци. Понатака имам уште минута и 35. Не, знам, дали е подобро, не, само ве консултирам, дали е подобро веднаш да ви одговорам Не, на ова или затоа што сакате имам да 10 довршите, прашања, ќе честно го да ги одговорам. почитувам, да. Понатака кога сме кај изјави, Ципрас вели: ако ја смениме ситуацијата, тие ќе доаѓаат како граѓани на Северна Македонија. Уште поважно, може би поважно од се друго е фактот што секој премиер на оваа земја, се мисли на Република Македонија, во иднина, тие потврди дека нивната земја е словенска земја и нивниот јазик е словенски. Ова не беше случај досега. Каменос, нити македонски јазик постои, нити националност. Вие говорите словенски. Понатака, Ципрас, не признаваме македонска нација, никогаш нема да ги нарекуваме македонци. Ние секогаш ги нарекуваме славјано-македонци. Еве читам само од власт, не од опозиција. Понатака, Каменос, договорот за името нема да биде ратификуван. И последното, Каменос, скопјаните не треба да мислат дека Грција и Западот горат од желба да ги вклучат во НАТО. Да ги направиме луѓе. На крајот на краиштата што се тие? Албанци, бугари и некои грци во Битола и Евгелија. Тоа се скопјаните изјави Каменос. Не слушнав дека Министерството за надворешни работи преку амбасадата во Атина испратила протестна нота до министерот за одбрана на Грција и премиерот заради нивните вакви изјави. Понатака, во однос на моите коментари кои што ги читате таму од таа дебата за она што сум го говорил, јас стојам позади работите кои што ги говорам и сметам дека во тој мандат се направија работи
кои што помогнаа за затврстување на македонскиот национален идентитет и македонската држава. А по однос на вашата улога таму, би сакал еве да споделам. Ви помина времето, но ајде. Пак ме прекинавте. Ако може кусом. Да не заборавиме дека господинот Димитров, помеѓу другото, беше специјален пратеник на македонскиот премиер и македонската влада во Брисел, и кога дојде Груевски да ни објаснува на пратеничка група кого праќа, рече дека праќа исклучително способен дипломат кој што е спремен да ги брани новите политики и дека се залага за истите, затоа што смета дека тактички е добро за Република Македонија да создаде процес кој што сега се нарекува антиквизација и дека тоа одлично ќе го прави во Брисел. За тоа зборуваме и сега се обидува си апели совеста преку вакви навреди. Ајде да дозволиме. Значи, антиквизацијата од првиот ден. Уште пред да се преименува аеродромот, јас за тоа разбрав од тогашната амбасадорка на Соединетите Американски држави, Джилијан Миловановиќ, која што ми прати имейл и кажа ваква и ваква работа разбрав, види дали е точно, те молам, и кажи им дека тоа ќе ви направи непотребни проблеми и дупки и брда на вашиот пат кон НАТО. Ова е декември 2006 година, пред 12 години. Ја тоа го испрати веднаш кај тогашниот премиер и од секогаш во ниту еден момент не сум мислел дека таа политика нас ни помага. Таа политика даде аргументи на негативните сили, овие што ги слушавме сега, што ги цитираше околу Каменос пред се, например, на таа страна, на тоа лице на Грција, која што не е баш во 2018 година. Тоа беше немате аргументи, еве ви сабја. Тоа беше не само одземање на нашите симпатии од публиката, туку давање на аргументи на Грција, на тие сили кои што можеби не сакаат никогаш овој спор да се реши и Македонија да биде целосно заглавена во чекалната, со сите ризици по нашата државност, по нашата стабилност, по нашата иднина, туку тоа беше и злосторство за нашиот идентитет кон дома. Бидејќи одеднаш за нас, сега зборев на една трибина неодамна за таа работа, Аминта Трети стана важна фигура за нашиот идентитет. Што е проблем е дека македонскиот јазик е еден од јужнословенските јазици. Тоа е проблем, имаме проблем ние со тоа. Значи, да се брани идентитетот во наводници, компрометирајќи го, тогаш немаше референдум. И јас секогаш и јавно и за затворени врати сум кажувал дека таа е штетна политика. Тоа е апсолутно. После тоа, читате, вели не дочитувате. Третата реченица од истиот параграф. Овие термини означуваат за Грција се однесува. Не само областа и народот во северниот регион на Грција, првата страна, туку и нивните одлики како елинската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион. Од антиката до денешен ден. Значи, повторно зборува за тој регион истиот, не за нашиот. Бидете коректни, бидејќи и вие не дочитавте. Не, ја дочитав. Се однесува на тој регион. Точно. Тој регион е денешна Егејска Македонија, од која што вие се откажувате во моментов. А што сакаме да ја освоиме Егејска Македонија? Не, ама таму живеат македонци од кои што вие во моментов се откажувате. Дозволете ми, имам уште малку време, имам уште 20 на секунди. Голема Грција, голема Македонија, голема Србија, голема Албанија, сите тие држави се возможни само во Обединета Европа. Во голема Европа. Се друго е 18-ти, 19-ти, Балканските војни и така натаму и така натаму. Има лажна вест една, во сите тези имаше една лажна вест, вели во Германија ќе не нарекуваат северно македонци. Значи, идентитетските прашања со оваа спогодба се јасни. Јас сум македонец, имам голема самодоверба во тоа што сум и немам потреба да се барам 2000 години наназад, бидејќи народите, нациите се категорија на 18 и 19 век. И французите, и германците во европската политичка и филозофска мисла, нациите се категорија на 19 век. Да се држиме само добро. Многу тези би сакал сите да ги одговорам. Прво, и овде ќе имаме едно бегање од клучното во целата оваа дебата, а тоа е дека се менува Уставот на Република Македонија со цел промена на името на Македонија. Кампањата им е за Европска Македонија, гласањето е за Северна. Значи, не дај Боже доколку ова помине, оваа држава ќе се вика Северна Македонија.
Мислите околу дека работите кои што луѓето беа... да не знаат дека ти гласаат за промена на името за Граѓаните Република Северна знаат се повеќе Македонија? за што Мислам гласаат, дека е но јасно. факт е дека владата успеа во две работи. Прво, да ги натера да не го читаат договорот, анкетите зборуваат дека само 3% го прочитале. Ова И второ, анкетата што Тоа е многу стара анкета. споменувате е наша анкета и беше правена во август. И второ, па од август навака не гледам некоја сериозна промена во комуникацијата со Добро, со мораме луѓето. да бидеме прецизни И второ, кога се однесува. се прави една манипулација, не се зборува дека државата се вика Северна Македонија, се лажат граѓаните че имало бесплатно здравство во Европска Унија, како да се глупави и да не знаат дека пола Грција доаѓа на заболекар во Битола и во Гевгелија. Ако беше бесплатно здравство во Европска Унија, зашто доаѓаат да плаќаат во Добро, сега Битола се и во префрлivте Гевгелија? на кампањата. Ама кампањата е клучна затоа што се обидуваат да ги изманипулираат граѓаните. По однос на работите кои што беа отворени. Јас ќе бев многу посреќен доколку имаше барем еден член обврска во овој договор за Грција. Например, нешто што е универзална работа, а тоа е Грција да признае постоење на национално малцинство на своја територија, во случајов македонско, може и албанско, живеат и албанци во државава, и турско, и да им ги гарантира нивните јазични права, да им гарантира образование на мајчин јазик барем во основно образование и право на здружување. Таква работа во овој договор немаме. Понатака, во однос на декември 2006 година, јас гледам една теза која што се обидува Димитров да ја постави и вечерва во дебатата и низ сиот овој временски период, да заборавиме кој беше и каде беше изминатиот период. Вие бевте на највисоки државни функции во тие влади. Значи, вие бевте во извршната власт. Ја не бев, јас бев само пратеник. Вие бевте официјален преговарач за името влада на Никола Груевски. Вие му бевте специјален координатор... Од 2003 бев преговарач. Предложен од председателот Борис Трајковски, исто од ВМРО да помене. И владата, тоа е позиција кај што владата и председателот се согласуваат. После тоа, да не манипулираме, бевте специјален координатор за НАТО во истата таа влада. Претходно После исто тоа, така. Тоа ме именуваше претходната. После тоа бевте специјален пратеник на истата таа влада во Брисел. После тоа бевте амбасадор на истата таа влада во Холандија и прифативте Москва, па после се откажавте, а 2011 година се нудевте и за министер за надворешни работи, па откако не се договоривте, настана што настана. Тоа е пак повторно на кого сум се нудел Во 2011 година, на кого сум се нудел. Кога се знаеше дека тогашниот министер за надворешни заради приватни причини ќе се повлече, вие лично се имате понудено на сегашниот премиер да бидете министер за надворешни работи и сте понудиле дека сте спремен да завршам, да облечите партиски дрес доколку ја добиете таа позиција. Никогаш лажна вест. Прашувам, доколку ја добиевте позицијата и облечевте партиски дрес, дали можда ќе бевте најприслушуван сега во бомбиве, па поинаку ќе говоревте за целата работа. И кога сте биле одбиени за таа работа, најчесто било да се повлечите, вие останавте амбасадор во Хаг до 2014 година. Значи немавте ни морална вертикала да се повлечете после одбивање на функција која што легитимно е да ја барате, да ја посакувате, но не сте ја добили. Сега, сакате да ги исперите сите овие работи и наеднаш 2015-2016 година станувате најголем борец против она што сте го застапувале. Александар, мора да дозволите да одговори. 300 работи се изнакажаа. Да, ама малце отидовме и лично, ad hominem. Јас да постојано повторувам дека треба да зборуваме за договорот, поголема работа од колку личните. Јас сум имал Јас немав ништо лично, кажувам, може ли нема навреди. Мора да дозволиме да одговори во моментот, повелете. Јас сум сега политичар. Бев во кампања, чувствувам и поддршка, чувствувам и одговорност, зборот си го земам сериозно, совеста си ја земам сериозно. Единствен период кога пред оваа година сум бил политичар, се 3 месеци како заменик министер во 2000 година. Кога околу Тајван, бидејќи сакав веднаш да се вратиме на Пекинг, си дадов оставка. Требаше да одам во Англија на докторски студии, го избрав тоа, така се сближив со покојниот председател Борис Трајковски. Секогаш сум бил на страната на Македонија. Мене каузата и мисијата ми е да си направиме успешна Македонија. Тоа е втора шанса на нашава генерација сега и кога успеавме да го тргнеме срамот од 2015 и 2016 година, имаме шанса да пораснеме,
да си го решиме проблемот. Имаме проблем што не влече како сидро надолу. Меѓу другото, освен за договорот, треба малку да поразговараме и која е алтернативата. Која е визијата на сегашната опозиција како напред? Пошто сите лидери ни кажаа, ако сакате, ако не ќете во ЕУ во НАТО, тоа е ваша работа. Ама патот во ЕУ во НАТО е преку компромис со Грција. Ние најдовме компромис каде што вели дека сме македонци, дека имаме право да си бидеме македонци, што е многу нормално, дека јазикот ни е македонски јазик, дека народот ни е македонски народ и дека нашето парче од Македонија не е целото и затоа прифаќаме географска одредница северна кон Македонија. Велиме европска Македонија бидејќи ни ги отвара вратите. Кај НАТО ќе биде многу брзо, кај Европската унија ќе биде малку понатамо бидејќи повеќе трае процесот. Јас бев преговарач на предлог на премиер Бранко Црвенковски, председател Борис Трајковски од 2003 година. Специјален бев координатор за НАТО од која се вратив од Вашингтон март 2006 година. Предходната влада, премиер беше Бучковски. Продолжив да работам и таа работа и преговорите со владата на Груевски. Тоа се високи дипломатски позиции, тоа не се политички позиции. Тоа што они 2/3 од амбасадорите направија од политичари со политички назначувања, тоа е друг проблем. Ова во тоа време беа такви позиции. И веќе кога одиме, тоа е лажна вест за 2011 година, никогаш не сум се нудал да облечам партиски дрес, треба да верувам многу вистински во таа приказна за таква работа да направам. И затоа не сакам во тоа да навлегувам, ама премногу лажни вести има. Значи, не можеме, ние мора да се соочиме со реалноста, не можеме да чуваме позиции, туку треба да чуваме интереси. Често користам еден пример. Ако може да привршувате. Значи, возовите ни поминаа, патот стана многу тесен, последниот воз во однос на Европската Унија, за НАТО ќе видиме, не знаеме каква влада ќе има во иднина во Атина. Ако го слушаме Мицотаки стои како и нашата опозиција сака повторно да го преговара, да ја преговара спогодбата и вели многу ми пречи македонски јазик, македонски идентитет. Каде е одговорноста? Ако ние со недопрен идентитет не зачекориме напред. Тука ќе мора да ве прекинам, ќе направиме една пауза за реклами, ќе се вратиме на дебатата, но за клучното прашање договорот со Грција, референдумот и што ја очекува Македонија без лични дискредитации и напади. Сепак, она што треба да се случи во недела и наредните месеци е многу поважно за државата. Пауза за реклами, после пауза. Гледате Топ тема на ваша страна, дуел министерот за надворешни работи Никола Димитров и подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Николовски, велите ова е најлош договор до сега. Каде ВМРО ДПМН, како и каде, во што би направила компромис со Грција за да го реши споразумот? Прво, мора да сме свесни за една работа. Позициите на Република Македонија после подпишување на ваков договор од страна на министерот се драматично нарушени, затоа што било која грчка влада која што би седнала утре да разговара и да преговара со нас како држава, би почнала од почетна точка овој договор. Сметам дека, доколку имаше една поголема посветеност во целиот овој процес и неколку грешки кои што се направија не се направеа, во тој случај ќе се постигнеше драматично подобар договор од овој кој што го имаме сега. Минимум мислам дека немаше да има промена на уставот. Во однос на тоа што можеме да правиме во иднина, сметам дека со многу работа. Каде вие би направиле? Одговарам, да. Каде ќе направевте вие компромис ако ја знаевме грчката позиција дека инсистира на ерга омнес? Да го дефинираме прашањето. Ме прашувате што мислам дека можеше да е подобро или што мислам дека може да се направи во иднина. Тоа се две различни работи. Што како за да знам кај да одговорам. Каков компромис вие ќе постигневте? За иднина тоа е веќе друга работа. Во однос на тоа што можеше да се направи, позициите на ВМРО ДПМН се јасни и мислам дека апсолутно беше возможно да се постигнат. Тоа е да нема промена на уставот со цел промена на уставното име Република Македонија, да се направат силни гаранции кои што за жал ги немаме во овој договор по однос на македонската засебност, идентитет, јазик, нација,
култура и така натака. Да продолжи да се користи името Република Македонија со сите оние држави кои што не признаваат како Република Македонија и целата оваа битка да приврши на еден достоинствен начин. Ова што го имаме ние денес е комплетно различно од таа позиција и затоа сметаме дека се работи за еден капитулански договор на кој што не сакаме да му дадеме легитимитет. Каде ќе направите компромис? Компромис значи да се откажете од нешто, нешто да дадете. Ова што го слушаме, мене ми изгледа како позиции за преговарање. Не, мислам дека што вие ќе отстапите? Мислам дека се апсолутно разумни овие позиции. Прво самото тоа што ние дискутираме со Грција како Република Македонија дискутира со Грција како ќе условува Грција Република Македонија различно од Република Македонија и организациите во кои што државата е членка е апсолутно голем компромис. Сега нас некој може да ни кажува, ама тоа е возможно или невозможно. Јас сметам дека е возможно и сметам дека вакви спорови не се решаваат за 3 или за 6 месеци. Овој спор не е ни 27 години колку што сакаме да го прикажеме. Овој спор постои од создавањето на грчката држава и први никулци за создавање на македонска држава, кога едната е спротивна на другата и грчката држава со својата мегали идеја сака да освојува територии на север. И ако некој мисли дека 150 годишен спор може да реши за 3 или за 6 месеци, може да стигне само до капитулански договор, како што за жал имаме во овој момент. Во однос на тоа, што може да се направи во иднина, ако и тоа прашање, затоа прашам време. Повелете, вие ова со капитулански, со расфрлање на вакви етикети, мене ми пречи, особено ми пречи од човек, ние вака можеше, што не направиле 11 години има. Што не направиле, зошто не дојдоа до нивен договор? Затоа што им требаше конфликт. Затоа што нив, или барем нивниот лидер, не знам сите, по врхушката, ама нивниот лидер очигледно, да има конфликт, да бидам ја големиот бранител во наводници, иако пустош направи од нашиот идентитет со Аминта, Аминта трети, не е важен вака за македонсково ткиво, они водеа политика со десна рака мафтаа со ова знамето што се гледа позади вас, македонското државно знаме, а со лева рака цицаа. Јас имам зграда Министерство за надворешни работи во канцеларија, каде што на балкон, бидејќи сум пушач, излегувам повремено, секое се бајле има трошки стиропорни. Се рони зградата. Бев на широк сокак во Битола, има едно кино Манаки, што не е во функција, целото е во дупки, бидејќи луѓето можат со прст вака да внесат, а од другата страна има лим. Значи не може со таква, не може идентитетот да се гради со стотина споменици во главниот град. Идентитетот мора да се гради со убедување, со пријатели, со убедување дека и Грција има интерес ова прашање да се надмине, со мисла нешто е добро за мене, ја да останам на власт, што е добро на... Се што сакаат граѓаните, овој пат го овозможува. Македонија да биде со зацврстена државност, да ја надмине задачата што сме ја добиле од Советот за безбедност во Обединетите нации од 93 година, да ја ставиме последната тула во градењето на македонската држава, сигурни граници, бидејќи кога ќе влеземе во НАТО, пораката и границите се тука да останат, и услови за подобра софра на масата на сите граѓани, за повеќе работа и за подобро платена работа. Ова е тој пат. Зошто ова го правиме? И сето тоа со исправени глави, затоа што сме македонци, и затоа што зборуваме македонски јазик, и затоа што сме македонски народ заедно со сите други наши сограѓани. И како република тоа е точно, тоа е компромисот, како Република Северна Македонија, ќе одиме напред. Одговорноста од таа страна што не напикала во дупка, каде што ние од жртва станавме исто така многу неразумен дел од овој спор, со клоцање и со Аминта трети, за мене е дрскост. Значи да се вика ние ќе направиме врз основа на кои елементи и индикатори во следните 5 години ќе имаме подобар контекст за подобар договор. Со Мицотакис ќе разговараме, кој што вика, ако ова не помине, јас ќе ги отворам повторно прашањата за македонска нација и македонски јазик. Кој ќе ја сноси одговорност? Да, реплика, Александр. Вака, ова е стилот на кампањата.
Кампањата си ја води една странска пиар агенција и се сведува на тоа зборувајте за се освен за договорот. И вака слушаме неубави флоскули и така натака. Има една клучна работа, морам да се вратам. Велите вие, ќе се обратам на ти не култура за да направиме разлика во родовите. Кога велите вие, предпоставувам мислиш на себе, затоа што во вие беше и ти, затоа што беше преговарач за името. Разговаравме дали ќе идеме на оваа тема. Затоа што вие ќе бидете. Не, ама вие отворивте. Затоа што беше преговарач за името баш во таа влада. А со кое право вака на ти, ако може вака јавно? Дадов вове зашто ќе употребам ти за да граѓаните направат разлика во родовите и во еднина и множина, кога реков ќе ги употребам вие и ти. Дадов културен вовед зашто ќе го употребам и се извинив на сам почеток. Значи, вие сте дел од тоа вие, еве најкултурно да се изразам, затоа што сте биле преговарач, значи на највисоката позиција. Сте биле официјален, Сања, не го прекинувате него. Да, сте биле официјален преговарач, на Република Македонија за името. И не сте постигнале договор сигурно со причина. Знаете што е разликата меѓу тогаш и сега? Што сега имате премиер кој што гледаше да му заврши судскиот процес пред да го потпише договоров за имево и тоа што сите го видоа, а тоа е евро за брат му и евро за црквата, да не го види судството и обвинителството. Разликата е што ние денес имаме реализирани само 23,3 капитални инвестиции. Да, се репликите. Пак е дрскост невидена. Знаме во го мафтам, а овде цицам. Дали ќе бидат 15 милиони евра доволни, дали да одиме негде 15-18 милиони, 5% од сделката за автопатот со кинеските пари кон Охрид. Дали партија што не раскрстила со тоа, со одговорноста за 27 април, ја не знам каде бевте вие за 27 април, бевте во Македонија или бевте во Виена со првишниот лидер Груевски? Ќе одговор. Партија што не го осудила тој напад на уставниот поредок, не знам колку да не се согласува, има парламентарно мнозинство внатре. Не можеш против својата институција, против својата држава, против уставниот поредок, демократија, народ, мнозинство во собрание, полиција дозволила толпа да влезе, да се тепа, да се со намера да се убива таму. Одговорноста за ова што го спомнав со провизиите со корупцијата за 2015 година. Значи, не можеш да си за реплика. Не можеш да си за и ова последново за мене. Јас имаше на насловна на Глобус, неделник што згасна, како што згасна А1 телевизија меѓу другото, Димитров против Груевски, бомба или удар во манипулациите за името. Мене шефот на кабинет на тогашниот премиер ми го пратија, затоа што јас си имам интегритет, не правам глупости и служам на Македонија. Реплика. Преговорите, да. Значи, прво, за работите кои што исполнувате за претходната влада, сега само сака да дискутирам многу за таа работа. Затоа што немате расчистено. На други кои што доаѓаат од СДСМ, им велам дека тоа е минато треба да зборуваме за сегашност. Вас би ви рекол повторно друго. Вие бевте дел од тоа време. Можете до утре да бегате. Вие бевте на највисоки државни позиции во тоа време. Зборувавме за моите позиции. Не го осудивте никогаш јавно, се додека бевте на позиции. Кога не бевте на позиции, почнавте да го осудувате, што вака многу зборува. А зошто не бев на позиција? Затоа што сам излегов од тоа. Не, бевте амбасадор до 2014 година и прифативте да бидете амбасадор во Москва. Значи, тоа вака морам да го нацртам, затоа што мора да се знае моралната вертикала, како со такви морални вертикали се стигаат до вакви договори. Понатака, не сакав да го отворам, ама еве, пошто провоцирате, морам да го отворам. Во мемуарите на Глигоров пишува дека Фрчковски, ваш пријател, му понудил $1.000.000 амфора и златен Ролекс за промена на името. Морам да завршам, ме прекинувате пак. Да. Морам да завршам мислам. И ќе ве прашам, зошто одеднаш Глигоров стана толку важен за ВМРО, ДПМН сите се Сања, ме прекинувате цело време. Само кусови. Димитров му давате по 5 минути. Некоректно е, не можам да завршам мисла, на сред мисла ме прекинавте, не можам поента да направам. Ќе почнам од почеток за да направам поентата. Не, се извинувам. Јас имав минута и 10 секунди. Да, и мене ме прекинувате и мене ме прекинува исто, 2-3 пати. Сања 3 пати и е некоректно. Значи, во мемуарите на Глигоров пишува дека Фрчковски му понудил $1.000.000 амфора и златен Ролекс за промена на името. Понатака,
Оваа година видовме дека Кочо Андјушев, кога излезе и кажа дека Северна Македонија е решение, си ја продаде фирмата за 4,5 милиони евра на грчко банкротирано електростопанство, кое што гледаме дека нема никакви активности овдека. Се поставува легитимно прашање дали овој договор има некаква цена и која е таа цена. Значи, одговорете доколку смитате и инсистирам да се вратиме на референдумот и без спомнување на прво, ја не знам со кој образ мене ме дискутирате. Јас сум дипломат од 96-та година. Си излегов сам, добив понуда прва да бидам амбасадор во Кина, па после да бидам амбасадор во Руската Федерација во Москва. Се мачев долго време што да правам со тоа, бидејќи ја немам алтернативна професија. Излегов и реков, јас веќе не можам да бидам многу покорисен од ова што сум, не можам во овој контекст. Затоа што немам влијание врз надворешната политика на тогашната влада. Тоа го кажав на самото излегување. Јас не бев на функција 4 години по мој избор, затоа што видов дека Македонија залута и го изгуби компасот. А сега сум во политика затоа што од такт ме повредија мојот морал, тоа што го слушнав во 2015 година, бидејќи Македонија не е тој срам. Човек што бил со Груевски, лидерот на срамот, на 27 април во Виена, кога беше нападот врз собранието, вие сте биле заедно со него во делегација, точно, сте имале средби, немате морално право да ме зборувате мене за интегритет и за образ, и за доблест, и за морал. Осудете го нападот. Знаете што е клучната разлика меѓу мене и вас? Немојте да зборувате за неказнивост. Јас сум немал државни, не ми влегувате во партиски функции. Не ми влегувате, ја ве слушав. Борф на истите за разлика од вас кои што сакате да ги спомнавте Фрчковски, ми Јас спомнавте се еден гордеам колега. на сите позиции кои што сум ги имал во ВМРО да помане. Добро. На сите позиции. Александар, имам едно прашање. Да. Го спомнавме 27 април. Меѓу претениците кои се изјаснија дека нема да гласаат за уставните измени, оние 20-мина, забележително е дека ги нема претениците кои имаат обвинение за 27 април, освен Тарчуловски. Јас мислам дека не се изјасни ниту Груевски, барем не. Јас мислам дека нема да стигнеме. Што тоа значи? Да, ќе ви одговорам. Мислам дека нема да стигнеме во ситуација да се гласа за уставни измени, затоа што јасно е што ќе се случи на референдумот. Референдумот ќе пропадне и доколку владата е малце одговорна, воопшто нема да го води процесот понатака кон уставни измени. Доколку сепак дојде до таква работа, ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН, на цела пратеничка група, соодветствува на ставот на партијата. А ставот на партијата е многу јасен, дека ќе го почитува исходот од референдумот. Ако беше така, зошто се изјаснуваа посебно 20? Одам и на тоа. Доколку било кој од пратениците решил да излезе со личен став, тоа значи дека во својата изборна единица ја чувствува вибрацијата од граѓаните и таа вибрација сака да ја пренесе во јавност и јас тоа апсолутно го почитувам. Така што ние на ниеден начин немаме никакви разлики во рамки на пратеничката група. Она што е суштински битно, спомна Димитров дека сега е политичар, колку што знам досега не учествувал на избори, му посакувам да учествува на некои следни, е погледот на луѓето кои што ви ја даваат довербата кога одите да го барате нивниот глас. Тој поглед Ке може да не се заменува со ништо. Да, е поврзано со референдум. Не се заменува со ништо друго. Кога ќе ви дадат доверба да ја чувате ваква Република Македонија, ние не можеме да донесеме поинаква одлука. На ВМРО ДПМН и на овие пратеници, граѓаните им дале доверба да ја чуваат ваква Република Македонија без промена на устав. Тоа што Заев и Димитров потпишале промена на устав е нивна работа и грев што нив ќе им тежи, не на било кој друг. Една минута задржувам за после. Интересни ми се овие термини. Едниот вика навигација. Чекаме навигација од граѓаните, овде се слушна вибрација. Значи има, овде е многу тешко да се коментира ставот, бидејќи негде на Facebook видов ЕУ и НАТО порта, македонците пред порта, повелете влезете, не само гледаме. Значи, сакаме ЕУ, сакаме НАТО или не сакаме. Велат
чекаме од граѓаните сигнал како ќе одлучат на референдумот, при тоа немаат став да им укажат на нивните симпатизери ние мислиме вака заради вака, вака и вака. А умеѓу време пратеници се изјаснуваат јас нема да гласам. Ама нели чекаме, референдумот е за 3-4 дена, уште нема. Значи тоа е неконзистентен став. Тоа е една каша попара. Каша попара поради тоа што не сакаат да учествуваат на фер надпревар. Ајде да се преброиме. Ајде да излеземе сите на референдумот. Овде имаме назад во ровот со многу лоши изгледи за подобар договор. Ова е максимално можен договор за да може да го прифатиме ние и за да може да го прифатат грците. 60% по последната анкета од Грција мислат дека ова е лош договор за Грција. Лидерот на опозицијата вели: ако ова не помине, јас ќе отворам пак процес затоа што сакам да нема таму македонски јазик и јасен македонски идентитет. Каде е одговорноста на опозицијата за оваа пропуштена шанса? Ние не сакаме да ја зачуваме ваква Македонија, сакаме да биде поуспешна Македонија. Затоа што ако продолжиме да ја чуваме ваква, за 4 години ако имаме дебата пак со Николовски, не знам вие дали ќе бидете во Македонија, ама не знам колку гледачи ќе има по домовите за да не гледаат. Реплика. Куса и ова за политичар. Јас сум, не сум член на партија, никогаш не сум бил. Јас сум политичар кој што дојде од жетта за одговорност за да се тргне срамот од 2015 година. Јас си бев многу активен и низ светот и во Македонија, бев по кампањи и чувствувам одговорност да се држам до зборот. Александар, доколку успе, дозволете, веќе сме на крај, ќе поставувам неколку прашања. Доколку има цензус, мнозинството граѓани се изјаснат за. Дали ќе одите, вие не сте пратеник, меѓутоа пратениците од вашата партија, каде што сте подпредседател, ќе одат во собранието и ќе гласаат за уставните измени? Соодветствува на репликата, благодарам на прашањето. Како што гледате, главна тема во референдумот која што владата се обидува да наметне не е договорот и не е прекрстувањето на Македонија, туку е ВМРО да помане. Ако им е толку добар договорот, ако ова е најдобрата работа што можела Македонија да ја добие, што ќе им е ВМРО да помане? Не 900.000, сигурно 1,5 милион ќе излезат, сите ќе гласаат за и ќе се заврши работата. Ама очигледно не е така. Очигледно е ова исклучително лош договор, капитулански договор и сега се обидува владата да не изволка и нас. Ние, да завршам, во иста екипа... Молам да ми одговорите на прашањето. Дали ќе ги прифатите резултатите? Во иста екипа со Бранко Црвенковски, Љупчо Ѓорѓиевски, Зоран Заев, Димитров и Шеќеринска не влегуваме. По ниједна цена. Тоа значи нема да ги прифатите резултатите? Тоа значи дека прво, референдумот, како што сега стојат работите, ако не направи некој драматичен фалсификат власта, нема да успее и ова е хипотетичко прашање кое што не заслужува одговор. Затоа што расположението на народот е јасно. Може да пазите малку на расположението на народот е против овој договор. Што ќе биде успешен референдум? Расположението на народот е многу големо за. Да не знаеа они дека ќе бидат во секој случај многу помала бројка од бројката за, ќе излезеа на референдум. Меѓу другото, што значи успешен референдум? Еве да ја видиме програмата на опозицијата на страна 295-та. Тука ми е негде, ама еве не морам да ја читам, а можем и да ја читам. Да го цитираме тој член веќе... ВМРО ДПМН како одговорна партија нема да дозволи кое било решение за спорот да биде прифатено од страна на политичари, поединци, влада или собрание, без претходно за тоа да се изјаснат граѓаните на референдум. А при тоа, мнозинството од граѓаните кои ќе излезат да се согласни. Во програмата на опозицијата не постои цензусот. Знаете каде е најгрозната иронија? Затоа што ние не сме имале попис од 2002 година. Во Македонија на избирачкиот список имаме 1.800.000, нешто повеќе од 1.800.000 граѓани. Неколку стотици илјади од тие граѓани, за жал, не ни се тука во нашата Македонија. Иселени ни се. И сега, на грбот на тие кои што биле принудени да си ја бараат среќата надвор,
Ние сакаме да ја уништиме шансата овде да има иднина. Не ми одговорите, Реплика. што ќе биде успешен референдум? Огромна поддршка од кампот за да ни ја биде Македонија, за да си влеземе во НАТО, да почнеме преговори со ЕУ, како македонци кои зборуваат македонски јазик и кои што прифатиле компромис дека нашата Македонија не е целиот регион и е република и ќе биде Дали република референдумот Северна Македонија. ќе Реплика. пропадне затоа што потикнувате на бойкот, на Ако референдумот абстиненција, да го цитира Ако вашиот лидер, референдумот на... пропадне, ќе пропадне затоа што граѓаните сакаат така. По однос на програмата на ВМРО-ДПМН, некоректно е да не се чита цела, затоа што овде јасно пишува ВМРО-ДПМН нема да прифати промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Еве ја програмата. Прва работа. Втора работа. Едно е да организирате референдум за компромис кој што не опфаќа промена на уставното име, односно прекрстување на Македонија. Друго е да организирате референдум за прекрстување на Македонија. Има ли Различна Македонија во работа. Република И трета Северна работа, не ве Македонија? прекинував. Јасно е што е успешен референдум, а тоа не се дефинира во политички програми, се дефинира во закон. Законот за референдум, член 30 став 1 вели: одлуките на референдум на државно ниво се сметаат за усвоени ако на нив гласале мнозинство од вкупниот број граѓани кои гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Појасно здравје. Не ми Така што одговоривте- единствена дефиниција за успешен референдум за неуспешен. од овие кои што ќе гласаат од вкупно запишаните, барем половина да гласаат и од тие кои што ќе гласаат, барем половина да се за. Дали ќе е така или нема да е така, ќе и каже народот на власта во недела. Вашата сигурност дека нема да успее се должи на тоа што вие потикнувате да Не, се должи на комуникацијата со граѓаните и да не ги подценуваме граѓаните. Ниедна Добро, политичка добро. партија и ниедна сила не може да ги убеди за најбитното, најемотивно прашање да прават нешто различно од ова. Само И затоа кусо, не сме на иста да, страна со само кусо, владата. навистина сме на крај. Доколку Да, ние на сме референдумот на правата страна на мнозинството историјата. се- Затоа што ја отвараме Да. иднината. Доколку мнозинството нема цензусно, мнозинството е за, дали уставните измени ќе влезат во собрание? Одлук ќе се пренесе прашањето на собранието. Ќе видиме тогаш собранието дали ќе има сила како институција да одлучи. Јас И- мислам, Да, само. ќе сакате посебно прашање, оти јас барем една минута имам на ова сега. Веќе сме Овде при клучното крај, го погодивме зошто граѓаните се револтирани за начинот на кој што се води референдумот Да, зборот и го има многу од нив сакаат да останат господинот дома Димитров. затоа што владата им вели или Граѓаните ќе не гласате се како што револтирани. сакаме ние или Мене нема да ви ја многу ме- почитуваме многу ме волјата. вреѓа И затоа остануваат дома. Амбицијата на опозицијата да зборува во името на народот. Народот вака, народот Па во така, овој како да момент имаат далеку некој повеќе од партиски СДСМ член го што представува. се вика народот. Не е партиски А член, народот туку се зборува- луѓе што не подржуваат. Народот прекинувам. зборува преку гласање. Значи, ајде да го чуеме народот. Хајде. Нека ќе видиме има во став. недела. Народот зборува преку гласање. Тој што не гласа, неговиот глас не можеме да го изброиме. Е па по оваа логика требаше референдумот во 2004 година за територијална организација да се смета за успешен. Ако има Зошто еден СДСМ глас на која што повеќе сте сега против, министер не го дигаме смета раце, за се успешен поклонуваме. референдумот од Ја ова не го 2004 година за правам. територијална Јас ви го правев организација. ли ова? Нема Можете и дозвола кон зидот вака манипулација. се Не, зборува. нема дозвола Дозволете ми. манипулација. Ова е манипулација. Не е манипулација. Значи, Ако има еден глас јасен е против законот. повеќе, ќе Што е дигнеме раце успешен и ќе се референдум? поклониме. Да, веќе Пола мора да кажате. гласаат, иначе не е успешен Веќе сме референдум. на крај, имам Ако сте едно- вие министар, Страф мора од да го молам, почитувате законот. имам едно Ако не ги прашање. почитувате законите, Димитров. тоа е ваш проблем што подпишате Страф од договор. Димитров. за едината живот ќе ви тече. Николовски. Живот ќе ви тече. Николовски. Предавство во кое што го подпишавте, Патриотска цел живот должност ќе ви е да се тежи. тргне Не. Ние прчката никогаш за напред. нема сме на иста Добро е страна. што на крај Никогаш државте. нема сме на иста Давивте страна. Македонија. Никогаш нема Да. сме на иста Се страна. разбира, затоа јас што сум ние на не сакаме правата да сме на страна, предавничката вие страна. сте на погрешната Никогаш страна. нема сме на иста Николовски, страна по Димитров. ниедна цена. Не ме Тоа е вашата доведувајте желба, во ама ситуација ние да нема викам никогаш да Николовски. станеме дел од таа Николовски, цена. имам прашање на немоќта за и на крај. лагата. Ние не сме на На иста страна. мафтање со Вие сте со површен Брашев Навистина, национализам, на крајот на Љупчо емисијата Ѓорѓиевски, не ми и на дозволувате. Курковски, Јас сум Радмила Димитров, не знам за кого Шетеринска, зборувам. Зоран Заев, вие сте Николовски, иста екипа. Николовски, Ја во таа екипа по ниједна цена не влегувам. Никој не Без ме разлика кани. Никој не ме што ќе кани. бидат Фала реперкусиите. Богу. Продолжете со притисоци, со Николовски. уцени. Затворивте 300 луѓе од ВМРО, може уште 300 ќе ве издржиме. Ама не ме Ќе ве почитувате издржиме. воопшто, Николовски. Поелете. Благодарам.
Јас морам да Прашање реагирам, до- да реагирам Значи, кога се ова прават што го манипулации. направивте на крај, навистина ме разочаравте, Не, очекував ова се цивилизирана манипулации на кои што ја дебата. морам да одговорам. Прашање ова е Прашање за демократија. двајцата Македонија по 30 септември. Како ја гледате? Имате 20 на секунди. Македонија по 30 септември мислам дека ќе покаже Македонија и себе и на светот дека е горда, дека е достоинствена и дека не прифаќа капитулански договори. Димитро. Македонија ќе покаже дека си ги фати дезгините на својата иднина, дека се избори за идентитетот и како македонци, македонски народ со сите наши сограѓани ќе си обезбедиме подобри софри, повеќе работа, ќе си ја доизградиме државноста, ќе си влеземе во НАТО и ќе си обезбедиме граници, а опозицијата, ако вака продолжи, ќе биде уште многу години опозиција, што не е добро ниту за Македонија, ниту за владата. Ви благодарам и на двајцата за учеството во вечерашната дебата. Вам ви благодарам на вниманието. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.